Компанијата OpenAI, позната по развојот на вештачка интелигенција, поднесе тужба против Илон Маск за, како што се наведува, вознемирување и нарушување на нејзината репутација. Во тужбата се посочува дека Маск во повеќе наврати изнесувал неточни информации во врска со работата на компанијата и нејзините комерцијални цели. Од OpenAI тврдат дека Маск, кој во минатото беше еден од коосновачите и поддржувачите на фирмата, сега намерно ја саботира нивната мисија со лажни изјави и јавни напади. Тие исто така истакнуваат дека неговото однесување создава конфузија кај јавноста и инвеститорите, што им нанесува директна штета. Илон Маск, пак, досега не даде официјален коментар по повод тужбата, но претходно јавно ги критикуваше OpenAI за наводно отстапување од нивната оригинална непрофитна мисија. Тој неколку пати изјави дека компанијата работи за интересите на големите корпорации, наместо за доброто на човештвото. Случајот веќе предизвика големо внимание во технолошката и бизнис заедницата, бидејќи се работи за судир меѓу две значајни сили во светот на вештачката интелигенција. Очекувањата се дека правната постапка ќе трае подолго време и ќе открие нови детали за внатрешните односи и визии во оваа брзорастечка индустрија. Кинески научници анализираа примероци од почвата собрани од далечната страна на месечината и открија дека таа содржи помалку вода во споредба со блиската страна. Ова откритие сугерира дека далечната страна е посува, што представува значајна информација за идните мисии. Мисијата Чанге 6 на кинеската национална вселенска администрација собра 5 грама месечева почва од базенот Јужен Полајткен, еден од најголемите ударни кратери во сончевиот систем. Анализата на 578 честички покажа дека количината на вода е помала од 1,5 микрограми по грам, што е значително помалку во однос на примероците од блиската страна, каде што водата достигнува и до 200 микрограми по грам. Научниците нагласуваат дека ова е прв ваков примерок и дека се потребни дополнителни истражувања за да се потврди распределбата на водата на целата површина на месечината. Понатамошните анализи може да донесат нови сознанија за формирањето и геологијата на нашиот природен сателит. Овие резултати имаат важни импликации за идните истражувачки мисии и можноста за одржливо присуство на човекот на месечината. Водата би можела да се користи за пиење, добивање кислород и гориво, па нејзиното прецизно лоцирање е клучен чекор за планирање на долгорочни мисии.